Со гужвите пред банките, поштите и другите институции директно се прекршуваат препораките на здравствените институции околу заштита од коронавирусот. Помеѓу луѓето нема физичка дистанца, што возможува вирусот лесно да се пренесе. Доволно е само еден човек да е заболен, за да се зарази целата група која чека ред пред објектите. Знаејќи дека коронавирусот има екстремен капацитет на трансмисија, екстремно брз капацитет на трансмисија и гледајќи ги овие гужви деновиве што настануваат пред институциите, тие гужви директно рушат превентивните мерки кои се на сила. Дури јас приметувам тамо дека воопшто ни на пола метар се луѓето застанати. Не се ни она метар и пол до 2. Новите препораки од CDC се до 4 метра дека може да патува вирусот. Тоа е директно атак во здравјето на секој поединец, ама и на општото здравје на населението. Не можам да го сватам тој неодговорен однос према собственото здравје и према неодговорен однос према здравјето на другите. Има и друг ден кога може да се завршат тие работи. Тоа е критика во однос на тие што чекаат, а имам забелешка и на тие што каде што се чека. И нивна е одговорност да го воспостават редот надвор во својот двор, не само внатре во просторијата. Кризниот штаб на Тетово побара, а АРМ прифати да асистира, односно да помогне за одржување на редот пред објектите институциите. И да се заблагодариме за одлуката и војската на државната војска да може да помага токму во овој процес на дезинфекција и не само тоа, туку да се најде и како припомош на единиците на МВР за подобро одржување на редот и намалување на можноста за проширување на овој вирус. Досега армијата асистираше во одржување на редот пред објектите институциите во Прилеп, побарање на кризниот штаб Прилеп и председателот Пендаровски при денешната посета на Тетово кажа дека војската исклучува асистира само побарање на полицијата или кризните штабови.